29-та недела, средина на јули. Сега сме тука и одиме на кај есенската рамноденица. Полната месечина се раѓа на исток, штом сонцето ќе зајде на запад. Околу полноќ гледаме дека не се подигнала високо, додека во овој период од годината сонцето е се уште високо на небото. Во зима, сонцето ќе биде ниско, како месечината во лето. Гледано од Вселената, месечината е спротивна од сонцето, приближно во иста рамнина како Земјата и планетите. Бидејќи земјината оска е накосена, ова го гледаме во лето. Сонцето е високо на небото. Ноќе гледаме во овој правец и полната месечина е блиску до хоризонтот. Денски сонцето е високо, а полната месечина во ноќта е ниско. Во зима е обратно. Земјата е овде и северната хемисфера е подалеку од сонцето. Од оваа перспектива во зима сонцето поминува по небото ниско, а полната месечина е високо. Секој доаѓа на ред. Бидејќи со денови се качуваше високо на небото, сонцето почнува да се спушта. Ако имате прозорец на кај југ, денес напладне ќе видите дека сонцето е уште високо и го осветлува подот блиску до прозорецот. Затоа што во лето кон сонцето е изложен кровот, а не прозорецот. Гледано од Вселената тоа изгледа вака. Сонцето го осветлува кровот и додека Земјата се движи по орбитата, нејзината северна хемисфера се оддалечува од сонцето. Движењето на Земјата го менува и јаголот на сончевите зраци. Во зима, светлината паѓа под помал агол и допира подалеку во собата. Сонцето се спушта на кај хоризонтот и поминува по се пониска патека. На денот на долгоденицата, пладневното сонце е над 23-та паралела, а на денот на есенската рамноденица е точно над екваторот. Дотогаш ќе поминеме уште 200 милиони километри. Знаеме дека Земјата е тркалезна, а кога сме на море, тоа можеме и да го видиме. Погледнете го хоризонтот кога стоите на морскиот брег. Ништо не го крие видикот и ви се чини дека гледате во бесконечност. Секако не е така. Поради закривената земја, линијата на хоризонтот е на само 5 километри. Направивте излет на гребен, 10 метри над морето. Сега хоризонтот е оддалечен 11 километри. Се појавува брод на хоризонтот. Прво ги гледате оджаците, бидејќи трупот го крие земјината кривина. Бродот е оддалечен 2 пати по 11 километри, а тоа е 22 километри. Тој е позади хоризонтот. Додека се приближува, изгледа како да изнуркува од морето. Се искачува по ридот, всушност по земјината кривина. Од гребен висок 100 метри, го гледате хоризонтот оддалечен 35 километри. Од планините може да го видите уште подалеку. Од Монт Блан видикот е 200 километри, а од друга планина ќе го видите на 400 километри. Зачудувачки, од површината на морето го гледате на само 5 километри. Чистиот и не толку големиот хоризонт ни го ограничува видикот, докажувајќи дека Земјата е тркалезна. Месец дена после долгоденицата сонцето заоѓа 10 минути порано. Зошто залезот на сонцето е црвен? Сончевата светлина е бела, но белата светлина е мешавина од сите други бои, од виолетова до црвена. Светлината поминува низ атмосферата по патот до нас.
Атмосферата како филтер апсорбира дел од светлината од виолетовата страна на спектарот, а портокаловата и црвената ги пропушта. Напладне, зраците поминуваат низ тенок слој од атмосферата и филтерот слабо действува така да светлината останува бела. Навечер зраците паѓаат косо и поминуваат низ подебел слој на атмосфера, па действувањето на филтерот е посилно. Тој ги абсорбира сите бои, освен црвената. Колку е сонцето пониско, зраците поминуваат низ повеќе атмосфера и нас ни изгледа поцрвено. Додека сонцето заоѓа, ја менува формата и изгледа сплеснато. Тоа е исто така поради атмосферата, која не само што ги филтрира боите, туку и ги свиткува светлосните зраци. Подебелиот слој на атмосфера го изобличува сончевиот диск, станува сплеснат и овален. По топло и ветровито време, сонцето како да се растопува. Сонцето заоѓа 2 минути порано за разлика од претходниот ден, но кога го гледате залезот, сонцето веќе не е таму, веќе 8 минути е под хоризонтот. 8 минути е потребно на светлината да стигне од сонцето до земјата. Светлосните честички патуваат со брзина од 300.000 км во секунда. Тоа е најголемата можна брзина. Во Вселената ништо не се движи побрзо од светлината. Обично мислиме дека светлината ја гледаме моментално, па дури и надалеку светлината ја гледаме веднаш. Светлината од месечината во сончевиот систем стигнува до нас за секунда, но светлината од звездата Орион со векови патува до нас. Замислете да го гледате Орион од друг дел на Вселената. Гледате дека тие звезди се различно оддалечени од Земјата. Ги гледате какви биле одамна пред повеќе векови или милениуми. Кога гледате во звездите, патувате во минатото. А сонцето и сончевиот систем се такви какви што се сега.